Носител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добро дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Председателката на ДКСК нема да поднесе оставка. Комуницирав со семеен пријател пред да биде приведен, вели во прво писмено обраќање до јавноста. Директорот на управата за санкции се сомнева дека пожарот во куќата му е подметнат од криминалци засегнати од неговата работа. Ово е доказ дека таа борба е успешна и дека тие бандити ги има заболено. Почна официјалната разделба на вреди и таравари. Се формира партија и пратеничка група без актуелниот министер за здравство. Од сега натаму се ќе биде под името и логото на Влен. Им посакувам многу успех. Многу се радувам што се споија трите партии, подобро една партија отколку три партии. Судството кубури со пари и кадар. За да се врати до вербата треба да има услови, реагираат судиите. Последен ден од мерката за ограничување на маржите. Ако има поскапувања, ќе има нови мерки, велат од владата. Синдикатите поделени на денот на трудот, едните на протест, другите задоволни од диалогот со владата. Поживо во овие вести известуваме за првото обраќање на првата антикорупционерка Татјана Димитровска откако беше осомничена во случајот Адитив. Останете со нас, почнуваме со вести. Побројните повици за оставка на првата антикорупционерка Татјана Димитровска, која е осомничена во случајот Адитив, зашто судот ја одреди и мерки за предпазливост, таа преку соопштение се огласи во јавноста. Вели дека имала комуникација со семеен пријател, но дека содржината нема допирна точка со коруптивни дејства ниту со случајот Адитив. Кои се деталите од случајот го прашам Даниел Василев. Даниел, што вели Димитровска? Така е, цаци, ниту збор за оставка во ова нејзино прво писмено соопштение, односно една недела откако таа беше изведена пред судија на претходна постапка кој одреди мерки на предпазливост за случајот Адитив, за кој таа се сомничи дека оддала службена тајна. Таа практично вели дека ќе ги почитува овие мерки на предпазливост, но вели дека повеќе нема да дава изјави во јавност, дека ова ќе биде последно додека не заврши истрагата. Како што кажа и сама ти вели дека зборувала со, односно комуницирала со семеен пријател, односно за поранешниот директор на ТЕЦ Неготино. Инаку во меѓувреме и незината заменичка вели дека членовите на антикорупцијската комисија не планираат да си поднесат оставка бидејќи не се чувствуваат повикани за такво нешто. Во меѓувреме тие ќе работат на внатрешни контролни и превентивни механизми за да не се случуваат вакви работи. Сите детали ги имаме во продолжение. Ни збор за оставка од председателката на антикорупцијска. По цела недела МОЛК Татјана Димитровска во писмено соопштение потврди дека комуницирала со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, за кого вели дека е семеен пријател. Но Димитровска тврди дека тој дури по комуникацијата добил притвор и статус на осомничен во случајот Адитив. Димитровска тврди, кредибилитетот и интегритетот на Државната комисија за спречување на корупција во никој случај не смее да биде оспорен. Од соопштението од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се согледува дека нашата комуникација траела до декември 2024 или пред да му е изречена мерка притвор. По оваа мерка кон него јас престанувам со комуникација. Содржината на комуникацијата се однесува на разговори без никаква поврзаност со случајот Адитив. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. За оваа моја комуникација изразувам жалење и укажувам дека е направена без никаква намера да влијаам на постапката или на било кој аспект на истрагата. Ова го тврдам одговорно, вели Димитровска. Уверува дека целосно ќе соработува со истражните органи, но и дека во целост ќе ги испочитува мерките на предпазливост кои ги додели судот. Во ДКСК во тек е постапка за проверка на имотната состојба на Стојановиќ. Електронскиот систем за распределба предметот го доделил на друг антикорупционер. Димитровска тврди дека немала никаква можност како да влијае ниту врз постапката, ниту врз исходот, бидејќи одлуките во антикорупцијска се носат со мнозинство.
Ниту другите членови на ДКСК не се чувствуваат повикани да поднесат оставки. Заменичката на Димитровска, Билјана Каракашова-Шулев, во интервју за Призма, вели дека ситуацијата е деликатна, а членовите вложувале максимални напори за да ја надминат внатре во институцијата. Прашана дали членовите размислувале да направат проверки на предметите што се сработени откако Димитровска е начело на институцијата, Каракашова-Шулев вели дека нема потреба да се проверуваат одлуките што се донесени колективно на јавна седница. Во моментов цениме дека на оние одлуки што се донесени колективно од комисијата на јавна седница нема потреба да им правиме проверка затоа што и во моментов немаме подетални информации од оние што се објавени во јавноста. Конкретниот настан е во надлежност на правосудните органи и тие мора да го расчистат случајот, а ние во меѓувреме ќе работиме на внатрешни контроли и превентивни механизми, вели Каракашова-Шулев. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ја сомничи Димитровска за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, кој е осомничен во случајот адитив. Предметот произлезе од новинарско истражување и се однесува на набавка на хемиски препарати против згура и троска за термоелектраните РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј. Во адитив опфатени се вкупно 34 физички и 5 правни лица. Тие се сомничат дека набавките ги правеле по нереално високи цени со што направиле штета врз буџетот. Даниел Василев, Сител телевизија. Трае истрагата за причините за пожарот во домот на директорот на управата за извршување санкции. Тој се сомнева дека бил подметнат од лица кои се противат на борбата со криминалот. Тамара Дичовска има детали. Полицијата и обвинителството изврши увид во изгорената куќа на директорот на управата за извршување санкции. Истрагата треба да утврди дали пожарот во викендицата на Пандово Зелениково е подметнат. На 29 април во 18 часот и 45 минути во СВР Скопје АП пријавил дека во село Орешан и Скопско била опожарена неговата викенд куќа. Повредени лица нема. Извршен бил увид од јавен обвинител и увид на екипа од СВР Скопје и се презимаат мерки за расчистување на случајот, соопшти од МВР. Пандов се сомнева дека криминалните банди, кои ги притиснал во затворите, му ја запалиле куќата. Вели дека сега е уште помотивиран да стави крај на криминалот и корупцијата, која се случува во затворскиот систем. Ова е доказ дека таа борба е успешна и дека тие бандити ги има заболено. Ова не е чин на палење на куќата на Александар Пандов. Ова е чин на палење на куќата на директорот на управата за извршување санкции, кој што е функционер во актуелната влада на Република Македонија. Како таква пораката повторно ќе кажаме примена, меѓутоа одговорот ќе биде жесток према нив, тоа да им биде јасно. И дека решеноста е само поголема сега и тоа да им биде јасно. Од ВМРО ДПМН пак смета дека палењето на куќата на Пандов е обид за заплашување и замолчување, бидејќи криминалците повеќе немаат заштита од власта. Овој чин е обид за заплашување и замолчување на Пандов, бидејќи изминатиот период јавно говореше за сите криминални дејствија што се случувале, а за кои тогашната власт и раководство се обиделе да ги зацкријат. Пандов е мета на напад бидејќи застана во отворена борба против криминалот и корупцијата. Криминалците повеќе немаат заштита од страна на власта. За ваквото девијантно однесување мора да има казна, соопшти од ВМРО ДПМН. Пандов седна на директорското место на управата за извршување санкции во јули минатата година. Во повеќе наврати најави борба со криминалните банди во, како што кажа, затворскиот систем кој е најкорумпиран во Македонија. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Со каков мотив би запалил семејна куќа? Дали има конкретни сомненија поврзани со проверките во затворите? Може ли да се стави ред во затворскиот систем? Тема на денот во 19 со директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов. Почна постапката за регистрација на партија Вреди. Синоќа лидерите без таравари оформиле председателство, а договориле и посебна пратеничка група од 9 пратеници. Според информации на Сител, Вреди ќе го предводи актуелниот градоначалник на Тетово Билјалка Сами. Од блокот на таравари велат дека ќе имаат своја пратеничка група, а идното учество во владата останува да го договорат Мицкоски и таравари. Катерина Нешкова. Расколот во Вреди е официализиран. Меджитика Сами Ибрахими како и Ќоко стануваат една партија, без таравари. Синоќа е направен првиот орган на новиот политички субјект, председателство,
А во наредните денови се очекуваат и другите органи како изборните штабови за локалните избори. Нашите информации велат дека лидер на партијата Вреди ќе биде Касами. По состанокот на кој не присуствуваше Таравари, договорено и формирање на нова пратеничка група. Неофицијално нов координатор ќе биде лидерот на самоопределување Ќоку. Од сега натаму Влен најавува мораториум на јавни политички активности на политичките партии кои го сочинуваат Влен и од сега натаму се ќе биде под името и логото на Влен. Парламентарната група на Влен ќе продолжи со пратениците кои ќе ја поддржат истата група. За сега до собранискиот спикер Гаши нема барање за официјализирање на новата група на Вреди. Доколку дојде до делба во пратеничката група, Алијанса ќе формира своја група. Велат и Таравари и досегашниот координатор Снопче. Сепак двајцата со различен став околу тоа дали влада без Алијанса е легитимна или не. Им посакувам многу успех. Многу се радувам што се споија трите партии, подобро една партија отколку три партии. Им посакувам успех на изборите. Ние како Алијанса ќе излеземе со наши сопствени листи и најверојатно и со наши кандидати за градоначалник. Ја не сум за предвремени избори и нашата партија има таков став. Не сме за предвремени избори, има стабилно мнозинство, без разлика дали сме ние во влада или не сме во влада. Јас сметам дека треба да има локални избори. Сите ние, многу ни е битно како политички партии да излеземе со што подобри резултати во локалните избори и таа ни е целта, да победиме во што повеќе општини, кај што ќе можеме нормално. Кога ќе се сретнете со премиерот Мицкоски? Он е во Шпанија, штом се врати ќе се сретнеме. Ние сме преспремни за сите опции, се разбира. Не, за нас не представува никаков проблем да бидеме во опозиција, се разбира. Меѓутоа се разбира, има една општа констатација дека ако Алијанса за албанците е надвор од владата, тогаш неминовно доаѓа во прашање новите парламентарни избори. Владата без обзир дека ќе има бројки и без Алијанса за албанците, меѓутоа таа влада ќе биде нестабилна влада со само 9 албански пратеници. Од владеачкото мнозинство се уште не се загрижени за ваквите прегрупирања. Велат дека владината коалиција е стабилна, дури ако остане без Таравари. Ние неколку пати сме кажале дека мнозинството неофицијално брои 2/3, односно над 80 пратеници. Јас ве уверувам дека и покрај таа ситуација, доколку стане актуелна и се случи, владата ќе функционира сосема нормално и подобро од претходно. Ние сме подготвени во секој момент на предвремени избори, но таквите нема да ги има заедно со локалните. Прибирањата во Вреди почнаа пред 1 месец, кога Таравари побара од сегашните коалицијски партнери или да добие 6 градоначалнички кандидати и поголем колач од советничките места за локалните избори, или се закани дека ќе настапува самостојно, дури во соработка со ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Опозицијскиот СДСМ ја почнува постапката за утврдување на кандидатите за советници и градоначалници за предстојните локални избори. Одлуката за старт на оваа постапка, која почнува денес, беше донесена на синокишната седница на Централниот одбор на партијата. Во оваа насока ЦЕО на СДСМ усвоил правилник и роковник за постапката и начини и критериуми за утврдување на кандидатите на СДСМ. Во однос на локалните избори, Централниот одбор донел одлука со која го овластува партискиот лидер Венко Филипче за разговори со постојните коалицијски партнери на СДСМ, како и со потенцијални нови коалицијски сојузници за настап на изборите. На синокишната седница партијата оценила дека непосредно пред локалните избори институциите под контрола на власта координирано вршат притисок врз градоначалниците од СДСМ. Тоа го сметаме за тенденциозен политички притисок и представува злоупотреба на државните институции во партиски цели од страна на ДПМН. СДСМ со сите механизми кои ги има на располагање ќе го штити интегритетот на градоначалниците и ќе ги брани демократските стандарди и принципи, наведуваат од опозицијската партија. Судството кубури со пари и кадар. За да се врати до вербата треба да има услови, реагираат судиите. Последен ден од мерката за ограничување на маржите. Ако има поскапувања, има нови мерки, велат од владата. Нема независно судство без независно финансирање. Судиите денеска дебатираа за подобрување на состојбите и алармираа дека се оставени со помалку ресурси, а со повеќе работа. Председателот на судскиот совет алармираше дека оставките од членовите на кои им беше изгласана интерпелација не се реформа и дека треба да се промени законот.
Независното судство е основа за владењето на правото, а оставките не значат реформи, вели првиот човек на судскиот совет Александар Камбовски. Иако собранието изгласа интерпелација на дел од членовите на судски, анкетите покажа дека граѓаните бараат оставки за враќање на довербата, Камбовски не се согласувал. Вели потребни биле измени на законот за да се случат промени. Според него не може да се зборува за независно действување ако се уште финансирањето на судовите оде преку извршната власт, односно од владата. Оставките не се реформа, а видите, судскиот совет е скоро целосно променет. Од ова впечаток што се влече од минатиот состав на судскиот совет. Сега, како што знаете, скоро половина од судскиот совет е променет. А доколку сакаме на вистина некоја реформа да направиме, реформата се прави на друг начин, со промена на законот, со намалување на мандат, со депрофесионализација на судски совет, на обвинителски совет, а само персонални промени, тоа нема ништо. Која ви е гаранцијата дека новите членови кои што ќе дојдат дека ќе бидат подобри? Без доволно кадар и ресурси не може да се очекува ефикасно судство, смета првиот човек на Кривичен. Судиите побараат да бидат вклучени во законските измени за правосудството, за да се смени лошата слика за целиот систем. Но токму несреќата во Кочани, како и сите судски постапки кои се поврзани со предистражните и истражните действија поврзани со самиот настан, но и сите идни судски постапки кои најверојатно ќе следат во иднина, може да бидат поттик за навремено да реагираме во делот на организацијата на судовите, недостигот на судии, а во последно време и недостигот на стручна и судска служба. Потребна е институционална кохабитација на трите власти, заставена на универзалните принципи на владењето на правото и демократските вредности. За жал, по многу спроведени реформи, денес, како да сме на самиот почеток, иста дебата, исти залагање, нова надеж и стари проблеми. Критики за лошата структура во правосудниот систем стигна и од мисијата на УПСЕ во земјава. Во наредниот период мисијата на УПСЕ најави поддршка на институциите за реформи и институционални подобрувања. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А судскиот совет денеска пополни 3 испразнети места во Врховниот суд. Сепак и таму како и во повеќето судови во државата остануваат со недоволен број на судии. Зоран Димитриевски и Татјана Дуковска од апелација ќе напредуваат во судии на Врховен суд. Судски совет ги изгласа со 12 гласа за областа кривично право како дел од највисокиот судски орган. Одлични судии, професионалци со висок интегритет и дигнитет и сметам дека Врховниот суд ќе се збогати со добивање на ваков квалитет на судии во кривична материја во Врховниот суд. Колегата Зоран Димитриевски посветени на пишување на научни трудови, има бодови за јазик и тука се јавува таа разлика. Меѓутоа, ако ги видите бодовите по однос на квалитетот на работењето, вие се речиси идентични. Дебатата се заостри околу кандидатите за избор на судии во Врховен од граѓанската област. Членовите на советот предложија да се поништи огласот и да биде распишан нов, но ваквиот предлог не помина. Доверба од членовите за унапредување доби само прворангираниот судија Маја Маркова. За Јетмир Ајдини, Наташа Савовска Димитровски и Рафи Сидризи, членовите на судски гласаа против. Доколку се спроведе изборот, истиот нема да биде објективен, поради оние ново настанати околности и присутни во овој момент и не би сакала лично јас со мојот глас да овозможам унапредување со искористување на одредени околности во конкретниот случај. Ние сметаме дека се пречки неправосудните постапки, пречки треба да бидат за сите. А да одиме на варијанта за првиот кандидат нема пречки, за останатите тројца има пречки, навистина малку сметам дека не сме конзистентни. И покрај изборот на тројца нови судии во Врховен, составот на највисокиот суд се уште не е комплетиран. Празни остануваат уште половина од местата предвидени со рамката на систематизација. Нова седница на судски совет беше избран председател на Основниот суд Кратово Мирослав Ѓоргиевски. На дневен ред беа повеќе точки меѓу кои избор на судии во основните судови широм земјава. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.
Уставниот суд на денешната седница со мнозинство гласови ја укина одлуката на владата за давање одобрение за основање на приватното средно училиште Медресеја Иса Бегу во скопското село Кондово. Одлуката што ја укина Уставниот суд е донесена на 26 март 2024 од тогашната техничка влада предводена од Талат Џафери и Демократската унија за интеграција. Судот, како што соопштија денеска оттаму, оценил дека одлуката е незаконита и неуставна бидејќи владата дала согласност, односно дозволила исламската верска заедница да биде основач на средно училиште гимназија. Ова е во спротивност со членот 7 од Законот за средно образование, кој забранува верско организирање и дејствување и истакнување на верски символи во средните училишта. Исто така содржината на одлуката не е во согласност со амандманот 7 од Уставот, според кој верските заедници можат да основаат само верски училишта во кои се предава веронаука, односно се проповеда и изучува конкретна религија, се вели во соопштението од Уставниот суд. Судот, како што се додава, ги прифатил како основани наводите во иницијативата дека со донесувањето на оспорената одлука владата е повредила уставната одредба за секуларен карактер на државата, односно одвоеност на државата од верските прашања. Судија известител во предметот беше судиката Ана Павловска-Данева, која преку писмена изјава ги образложи аргументите поради кои е укината одлуката. Таа вели дека со одлуката донесена со мнозинство гласови, Уставниот суд и овој пат, како и во повеќе наврати претходно, со своите одлуки донесени во различни судиски состави, застанал на браникот на секуларноста на државата. Последен ден од мерката за ограничување на маржите. Ако има поскапувања, ќе има нови мерки, велат од владата. Синдикатите поделени на денот на трудот, едните на протест, другите задоволни од диалогот со владата. Последен ден од важноста на ограничувањето на маржите, кои донесе како мерка донесе владата пред рамазанските и великденските празници. Од Министерството за економија и труд велат дека најпрво ќе ги согледаат конечните резултати што ги дала мерката, а потоа ќе одлучат што ќе прават понатаму. Од СДСМ пак обвинија дека стандардот никогаш не бил полош, зашто владата носела задоцнати и неефикасни мерки. Само половичен резултат дале владините мерки за замрзнати цени и маржи, сметаат од ССМ. Производите кои биле опфатени со мерката поевтиниле за нешто над 6%. Бројка што не е николку што ветуваат трговците, 10%. Николку што очекуваше власта, најмалку 10%. Како и со претходните, така и со оваа мерка. Само се потврди дека трговците се алчни и профитираат на грбот на работниците, смета првиот синдикалец Трендафилов. За жал, владата, како и многу пати досега, е изиграна од нивна страна. Се надевам дека нема да дозволи да ги изиграат и пред четврти и пети пат. Се надевам дека тоа нема да биде случај и на 2 мај. Доколку биде случај, ние ќе ги превземеме сите мерки кои ни стоат на располагање, а кои во минатото се разбира поттикнаа владата да носи мерки кои ќе траат и на подолг рок. Не помогна ни владините кошници ни објавувањето на цените онлайн, за да се намалат цените на производите, смета СДСМ. Граѓаните не можат да ги купат ниту основните месечни продукти. Основните производи стануваат се помалку достапни и поскапи. Северна Македонија останува земја со најниски плати во регионот, а истовремено со едни од највисоките цени. Додека пак владините мерки за ограничување на маржите, онлайн објавување на цените од страна на маркетите, како и символичните обиди со новогодишна кошничка, останаа без резултати. Празничната трпеза за 1 мај ќе биде поскапа и поскромна за работниците. Кога СДСМ зборува за поскапување, тоа е како пироман да ви држи лекција за гасење пожар, возврати од ВМРО ДПМН. Партијата која донесе Македонија до работ на економски колапс, сега глуми загриженост за животниот стандард. СДС и дуи 4 години живее на грбот на граѓаните. Нема производ што не го поскапеа, нема данок што не го покачија, нема сиромашен што не го направија уште посиромашен. За разлика од СДС, владата предводена од ВМРО ДПМН веднаш започна со решителни конкретни мерки, како контрола на цените и маржите. Ограничени се трговските маржи и замрзнати цените на клучните прехранбени производи, нешто што СДС никогаш не го направи, бидејќи повеќе ги интересира профитите на нивните картели отколку чинијата на граѓанинот, се наведува во соопштението на владачката партија. Инаку синдикалната кошница кога стапија на сила владините мерки, во делот за храна се намали за 1600 денари, односно 6,78%. Во април за дополнителни 360 денари. Сепак бројките покажуваат дека само за храна на едно семејство месечно му се потребни на 21.500 денари. Замрзнатите цени и маржи истекуваат денеска. Дали ќе има поскапување од утре? Власта смета дека нема основ,
но ако цените повторно се зголемат, ќе следи ново замрзнување на поголем дел производи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Со само утре, денот на трудот традиционално ќе го одбележи со протест и со истото барање од лани 500 евра минимална плата. Од КСС пак велат дека нема да се приклучат на протестот, зашто во државата се води квалитетен социјален диалог. Нашите барања не се од денес, не започнаа вчера и нема да завршат утре. Протестот е начин на 1 мај да изразиме незадоволство од висината на платите кои ги примаат работниците во Македонија, а како што многу пати сме кажале досега, се најниски во регионот, а да не зборуваме и за пошироко. Каде ќе бидете вие утре? Утре ќе бидам дома со семејството. Сакаме низ диалог да ги решаваме проблемите. Всушност, секогаш решавањето на проблем на крајот доаѓа на маса низ социјален диалог. Сега велиме дека имаме добар социјален диалог и затоа на ваков начин го одбележуваме 1 мај. Денеска само синдикалци може да направат штета на работниците, како што сум кажувал многу пати во минатото, и кога синдикалци поддржуваат владини политики, тоа секогаш е на штета на работниците. Забораваат да го кажат колегите од другите синдикати кои за жал слават 1 мај на 30 април, е тоа што тие прифаќаат далеку пониски износи од тоа што е предвидено денеска и со закон и со колективен договор. ССМ нема да дозволи ниту еден работник од ССМ да пати за зголемување на платите. Индустриското производство во март оваа година е зголемено за 5,2% во однос на март минатата година, а во првиот квартал годинава во однос на истиот квартал лани, ланската година за 2% објави денеска Државниот завод за статистика. Во март годинава во однос на март лани статистиката регистрира пад на индустриското производство од 1,5% во секторот рударство и вадење на камен, а пораст од 4,8% во преработувачката индустрија и 12,9% во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Ова информација ја коментираше и премиерот Мицкоски. На пат од Валенсија кон Скопје добив одлична вест во авион. Раст на индустриското производство за март од 5,2% на годишно ниво. Споредено со март 2024 и после долго време раст на индустриското производство на квартално ниво, вели премиерот. Во вториот квартал од 2024 индустриското производство паѓаше со минус 7%, а индустријата беше во тешка рецесија. Следеа 2 квартали на стабилизација и конечно имаме во првиот квартал од 2025 година раст на индустриското производство во исклучително сложени услови за европската економија и автомобилска индустрија. Ова се солидни индикатори и инспирација да продолжиме со дисциплинирани и развојни економски политики. Горда Македонија е богата Македонија, напиша премиерот. Почна процесот на вработување на првите 300 специјализанти од најавените 600 вработувања. Во тек се тестирања, пошто ќе следуваат интервјуа и добивање на решение за работа. Првата група од 300 се надевам дека со тестирањата и потоа интервјуто ќе заврши до крајот на идната недела и после тоа комисиите ги одредуваат тие кои што треба да бидат вработени, ги исполнуваат условите. Решаваме еден долгогодишен проблем, имаме недостаток на кадар во повеќето болници и клиники низ државата и ова е добра прилика да дојдеме во ситуација двете страни да добиваат во вин-вин ситуација. Во основа се работи на вработување на договорците. Свесни сте дека се одлучивме да се следи законската постапка, тоа значи измени на систематизациите кои оди преку Министерството за јавна администрација и очекуваме дека веќе во наредниот период ќе почнат такви огласи да излегуваат, бидејќи дел од здравствените установи веќе ги имат завршено неопходните постапки. А во Штипската болница почнаа обуките за физиотерапевти кои треба да ги третираат повредените од трагедијата во Кочани. Двајца физиотерапевти, 2 медицински сестри и лекар специјалист физијатар од физикална терапија при Штипска клиничка се на обука за третман на пациентите кои се повредени во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, а кои се враќаат од европските клиники каде беа хоспитализирани, информираше првиот човек на болницата доктор Владко Захариев. Обуката трае веќе 10 дена и работат парцијално, делимично со пациенти што се препраќаат од клиниката за пластична хирургија од Скопје во Кочани за понатамошни третмани.
Во Штипска клиничка нема хоспитализирани од трагедијата, но во дневна болница има 2 пациенти. Од вчера започна и реновирањето и адаптацијата на модуларната болница, во која ќе се сместат 15 специјалистички амбуланти за прегледи преку мој термин. Има една поголема просторија преграда за евентуални мали интервенции, земање на крв или евентуално ехо. Проектот досега што е договорен со оваа реконструкција е околу 600.000 денари. Клиничка болница и кадровски ќе се доекипира. Заврши огласот за вработување на 19 специјализанти и во моментот, согласно законот, се чека да се одреди термин за тестирање. За Сител, Трајан Ристовски.